вечер, драги гледачи. Вечерва се наоѓаме во студиото на Нов Асном, каде што со нашиот драг, ценет и почитуван професор доктор Зоран Крстевски, кој што воедно е автор на 13 книги од областа на астрологијата, етиката, психологијата и филозофијата, вечерва ќе дадеме еден осврт на карактеристиките на хороскопскиот знак Близнаци. Добро вечер, професоре. Добро вечер. Дали може да кажеме нешто повеќе околу позитивните и негативните страни на овој хороскопски знак Близнаци? Како позитивни можеме да ги наведеме нивната отвореност, комуникативност, исто така тие на моменти имаат како пред јавноста прикажуваат понекогаш едно лице како негативна карактеристика, дома во интимниот живот може да прикажат друга карактеристика, исто така понекогаш се непостојани и така натаму. Дали може нешто повеќе околу тоа? Па добро, Јордан има еден повисок карактерен тип на близнаци кои што се многу приемчиви и за комуникација и за другарување, ориентирани кон забава, насочени кон едукација, многу елоквентни, сакаат да зборуваат, неретко и добри се онаму каде што се бараат високи ораторски вештини. Така што овој тип на близнаци има и младешка енергија и е едно со него да другаруваме, за разлика од оној другиот би рекол, понизо карактерен тип на близнаци, кои се и комплицирани, тешки, како што кажавте, тие се непостојани, понекогаш и површни, едно ветуваат, но тоа ретко го исполнуваат и се комплицирани со нив да оствариме и љубовна врска и пријателство. Затоа и кај близнаците, нели, се двоен зодијачки знак, е многу битно на кој карактерен тип му припаѓаат. Во суштина, како ќе ги препознаеме? Значи, оној повисок карактерен тип, тој е љубопитен, сака постојано се надградува. Сака да чита книги, ориентиран кон патување, не дека овој другиот не сака да патува, ама едноставно кај овие близнаци неретко и животот поврзан со странство, па и можеби некоја работа поврзана со странство им е присутна. И тоа им се препорачува заедно со стрелците. Че тие се зодијачки знаци кои не се пасивни, кои постојано треба да бидат во акција. Првата е ментална акција. Размислувам, преиспитувам, действувам. Да речеме девица, размислува, преиспитува и пак се пасивизира. А близнаците, исто како и девиците, се под влијание на Меркур. А Меркур е богот на трговијата, богот на комуникацијата, гласникот на боговите, Хермес. Младешката енергија е кај близнаците, љубопитноста, како што кажавме, кај нив, желбата, значи, постојано да се отварат за соработка со другите, бидејќи тие не ја сакаат осаменоста. Например, еден јарец може многу добро да се чувствува сам со себе си. Него и му се препорачува планина, понекогаш и да биде дистанциран од голем број на луѓе, да биде ориентиран кон сам себе. Кај близнаците тоа тешко се воспоставува и затоа тие се најголемите љубители за разговор преку телефон. Ова денешно време, кога нели сите ние комуницираме преку мобилните, близнаците едноставно не можат да застанат, а да не зборуваат или да не пренесуваат информации. Тие се оние кои што и владеат со информацијата, како што кажав, Хермес, значи, подразбира да пренесам знаење, да пренесам информација, да се отворам за добродетелта на другите. И близнаците се вечните деца со младешката енергија и тие едноставно навистина убаво се чувствуваат неретко во својата кожа, посебно ако духовно, ментално се надградиле. Затоа се вели едно е близнаци кои што заостанува некаде во професијата или можеби заостанува во поглед на емоциите, во односот со другите луѓе, а друго е близнакот кој се реализирал, кој е задоволен со себе си. А за да близнакот биде задоволен со себе си, мора да ги исполни тие два постулата. Емотивно да се чувствува исполнет, да биде во љубов, да биде во хармонија, да биде во соодност, да има со кого да комуницира, да има близина со луѓето, да има интима, да има топлина. Но и ментално, духовно да се надградува, да биде реализиран во професијата. Затоа што близнак кој не е реализиран во професијата, тој ќе чувствува голема празнина, затоа што него исто така тоа му е многу битно да се себе изразува. Затоа што близнакот, нели рековме, полн со идеи. Замислете го близнакот да го затворите некаде и каде што не може да си ги исполни своите капацитети и квалитети. Тогаш што можеме да очекуваме? Ќе се фрустрира. А всушност ако се фрустрира, тогаш ќе има проблеми на ментален план и они многу често имаат понекогаш криза имаат со себе си, доколку прво не ја трошат енергијата, второ доколку се
под влијание на голем замор, затоа што секаде да стигнеш не е лесно. Така е. Разни идеи, разни желби, разни потреби, разни комуникации, отворени за другите, да помогнат на другите, да ги сослушаат другите и се трошат себе си. И тогаш неретко страдаат, имаат нервни проблеми или едноставно потпаѓаат на некоја криза. Затоа што нели треба и да се прима енергија, не само да се дава енергија. И они тука мора да научат како да владеат со таа своја енергија, пред се со креативната енергија, многу добри се во уметноста, многу добри се во работата со децата, одлични како професори, како наставници, нели каде што треба се пренесе знаење. Неретко биле поврзани и со ПТТ комуникацијата. Еве, голем број на поштари имало родени во знакот на близнаци. А сега е познато најголемите тенисери родени во знакот на близнаци. Зашто тие владеат со рацете. Гледате, рацете се дактилографки, најдобрите во близнаци. Писатели родени во знакот на близнаци, композитори од една страна, диригенти, но и тенисери. Еве, Џоковиќ е роден во знакот на близнаци, Надал, Енди Мареј, Бјорн Борг, потоа Курникова, Штефи Граф, замислете, и таа родена во знакот на близнаци. Какви се шампиони, способни тенисери, кои се карактеризираат со таа своја нивна агилност, таа нивна брзина на мислата, брзина на реакција. И затоа близнакот е тука, може би, еден од најсилните зодијачки знаци на брзото размислување. Експресно, на револверашко, веднаш им доаѓа идејата. И добри се затоа во професии кај што таква некоја реакција е потребна. Има многу близнаци кои што се успешни како пилоти. И тука е неопходна брзата реакција. Тие владеат со сообраќајот. Неретко и треба да внимаваат во сообраќајот, но начелно тие го владеат тоа поле и добри се и во маркетингот. Но добри се онаму каде што треба нешто да продадеме, да наметнеме, нешто да представиме. Во секој случај, тоа е зодијачки знак кој што ја има таа веселост на духот, спонтаност на духот. И со нив никогаш не може да не биде здодевно. Се оној негативниот карактерен тип на близнаци, тој е малку покомплициран. Тој е може би и поздодевен, затоа што преповторува некои работи, затоа што не е концизен, затоа што се фаќа со разни области, па не ги дозавршува, за разлика од овие вистински близнаци, кои што умее да владее со енергијата, умее да владее со знаењето. И всушност денеска, што е најбитно? Како да акумулираме знаење, како да го пренесеме тоа знаење и кон што да го насочиме. Тука кај близнакот е таа првата основна точка, која они мора да ја учат од млади години. Значи, родителите на децата близнаци мора да им дават задачи. Понекојаш и голем број на деца близнаци се талентирани и за математика, освен што се талентирани за уметност. Но, како што кажав, дава им задача, нека размислуваат брзо, ефикасно, нека играат со коцки или со било што. Порано имаше еден тетрис, сега гледате има некои други области поврзани со компјутерите. Информатичката технологија е под доменот на водолиите, но и на близнаците. Но близнакот е тој воздушен зодијачки знак, а воздухот не можеш да го дофатиш. Така и во љубовта. Треба да бидете интересни, забавни, комуникативни, за да близнакот се заинтересира за вас. И оној вистински близнак бара прав партнер. Значи не бара површна опција, туку бара некој што ќе го стимулира, со кој ќе може да комуницира. Замислете некој партнер кој што воопшто не зборува или многу е бавен во зборувањето или едноставно е здодевен во зборувањето. Тоа што не може близнаков многу да се инспирира од таа негова енергија. Затоа и рековме, главно е каде е мислата, каде е насочена енергијата. Со какви информации се хранам, колку се движам, колку сум активен. И затоа рековме, нема пасивност, нема затвореност во духот. Отвореност на енергијата. Со патување, со контакти, со соработка и со слично. Еве, например, како што кажав, дека се вечните деца. Клинт Иствуд е роден во знакот на близнаци. Да. Еве, на 90 години има и уште создава филмови, креира. Пол Вагнер, Маккартни. композиторот се смета дека е во знакот на близнаци. Значи, исто интересен. Анџелина Џоли. Да. Значи, потоа Џони Натали Деп. Портман, Џони Деп. Во секој поглед има близнаци кои што се карактеризираат по таа нивна аура или харизма. Да. Значи, близнак со харизма, близнак со младешка енергија, близнак со отвореност за соработка. Затоа што девица за да освоиш треба многу. Да. Близнакот може би веднаш ќе го освоиш, ама тешко ќе го задржиш. За да го задржиш треба да си интересен.
Инаку голем број на близнаци се успешни како радиоводители или кај медиумите, телевизија и ред некои би рекол информатички опции. Новинари, голем број на близнаци и успешни, што се вели новинари, родени во знакот на близнаци. Значи гледате информација, брзина, вест. Јас имав една другарка, почината е, она беше пионир во радиоводителството после 90-тите години, кога се отвараат тие приватни радија и многу сакаше да прави емисии. Цеце Тодоровиќ. Но ете, така, со неа многу емисии правевме и навистина беше екстра водителка. Затоа што кај нив, нели, гласот, тоналитетот е многу интересен, но и она вештина на говорење, на комуникацијски вештини. Значи се премногу силни. Еве и една моја колешка, па и вие знаете, проректорката наша Елизабета Стамеска, она е родена во знакот на близнаци. И она е, што се вели, машина. Брзо размислува, брзо дејствува, зафатена со многу области, не застанува, едноставно и како професорка, и во администрација, и во ред, што се вели, задачи, титули, знаела да се искаже. Затоа што близнаците се широко градили, што се вели, широко насочени. Да. Не можеш ти близнакот да го стесниш. Гледате говор, организација, комуникацијски вештини. Да. Способност да се инволвирам и да дадам енергијата. Да дадам идеи. Така што големо задоволство е да имате вистински близнаци како пријатели. Значи големо задоволство, што никош нема да биде здодевно. Второ, секојаш може да им се обратите за совет и да разговарате со нив. И има зодијачки знаци кои не сакаат многу да зборуваат. Се поинтимно ориентирани, позатворени. За разлика од близнаците, па и водолиите, тие се отворени за соработка. Неретко и вагите и тие се под воздушниот елемент. Овните знаат понекоја себе се стават во преден план. А близнакот е интересен. Значи интересен, забавен. Отворен, комуникативен. Иако мора да се нагласи дека има разлика од повисокиот карактерен тип на близнаци со овие понискиве карактерни типови. Тие се значи карактеристиките. Исто така како што напоменавте во ова брзо време на информации, и во грчката митологија Хермес е представен како тој што ја пренесува пораката од боговите кон човештвото, кон луѓето. Така, исто така за познати личности може да ги наброиме и Адриана Лима, Доналд Трамп, Клинт Исвуд, Пол Маккартни, Кейн Вест, Тупак Шакур и други кои што се родени во овој хороскопски знак. Дали може нешто повеќе да позборуваме околу здравствените придобивки, на што да обрнуваат внимание на здравствено поле, потоа на љубовните односи, во кои професии најдобро би се снашле и така натаму. Па, кога ги спомнавте познатите, тука и Мерлин Монро и Џон Кенеди да ги дополниме. Еве Трамп, сигурноста и стабилноста на Трамп е позната. Да, точно. Значи, тој е оној близнак на кого не можеш да се потпреш. Другата страна, гледате Џон Кенеди, некоја младешка енергија ориентиран кон страстите, интересен тип, интелигентен, ама малку поразличен од Доналд Трамп. Да. Мерлин Монро, на која животот ти го обележало детството, младоста. Значи, многу нешта кај близнаците зависи како се структурираат во раните години од животот. Речеме кај јарецот е поважно во позрелите години од животот. Јарецот ништо не губи ако не успева толку рано. Близнакот е многу битно да почне да се развива многу рано. Затоа родителите што имаат деца близнаци обавезно да ги запишат на учење странски јазици. Да. Затоа што тие се најталентирани да ги изучуваат индиректно и девиците. Но пред се девиците им се препорачува книжевност, читање книги, а кај близнаците говорот, комуникација, јазик. Но во суштина, еве и Мерлин Монро, да напоменам уште еднаш, таа била родена и со подзнак лав. Значи гламурозна, необична, со Нептун во полето на личноста, ама близнакот и создал одредени потешкоти, затоа што гледате кај близнакот каде е стабилноста. Че животот ги фрла во крајности, како и водолиите. Че тие се представени графички каде што има двојни енергии, како што има и кај рибите. Кај рибите е многу битно да одиме кон врвот, кон површината, кон креативноста, кон духовноста, кон инспиративноста, кон интуицијата. Не во матното кај што е, што се вели калта, тињето. Да. Кај водолиите е многу битно дали они се задоволни со себе си, што имаат пред себе си, како вид на соработка градат во љубовта, во партнерството, во полето на работата, затоа што водолијата е подложена на туѓата вибрација.
Но водолијата мора да има идеја како да ја насочи својата идеја кон иднината. Кај близнаците се две енергии. Едната може биде деструктивна, напната. Затоа рековме може да имаат психолошки нарушувања понекогаш од премногу размислување, преголем замор, од неорганизираност и од хаотичност. Да. Од тој поглед и се препорачува стабилност, темел, суштина. Еве еден јарец, еден бик, тежниот кон стабилност, кон темел. Еден лав сака да ги контролира, да ги води нештата. А кај близнакот природно ја немаме сигурност, стабилност. Животот не фрла во крајности. Гледате една Мерлин Монро, која била исклучително талентирана и како пејачка и како актерка, ја немала стабилност. Пред се во домот, пред се од аспект на родителите, пред аспект од идентификација со татко, тој не достигала, имала потреба тоа да го пронајде преку љубовта. Да. Имала партнер Димачио, еден бейсбол играч, ама не се нашла себе си, бидејќи сакала многу да се развива кариерата. Потоа нашла еден писател, кој што требало да ја надополни, Артур Милер, кој многу повозрасен од нејзе, кој требало татковски да ја прозрачи, да ја компензира некои слабости произлезени од раното детство. Но и тука не успеала, затоа што гледате немаме сигурност и стабилност. Да, И тогаш стануваме понервозни, стануваме анксиозни, стануваме изместени, стануваме истоштени. И тоа е слабоста на близнакот. Да. Конституцијата му е поранлива ако во случајов има животно темпо во кое се губи себе си. Че животно темпо, да стигнам тамо, да му помогнам на овој, да отворам ова, да работам она, обврски околу деца, обврски околу семејство, обврски околу партнер и ред аспекти. И сега близнакот има кондиција, ама еден ден ќе јас нема кондицијата, ќе падне. Кога паѓа, тогаш и неговиот имунитет попушта и неговата психа попушта. И тогаш го имаме проблемот. Затоа и се вели, еве, кога прашавте за здравствено поле, покрај нервите, најслаба точка им се белите дробови. Значи, еден од зодијачките знаци кои многу треба да внимава на овој загаден воздух под кој сме подложни ние во нашата држава. Потоа треба да внимаваат индиректно и на кожата. Значи, не е толку страшно, но добро е да внимаваат. Зашто пак се подложени на токсични материи. Они се ранливи на се што е токсична материја. Токсични луѓе, токсично размислување, токсични вибрации ги зафаќаат близнаците. Стануваат ранливи. Да. Гледате се лепи нездравиот, загадениот воздух на белите дробови проблем. Консумираат цигари, си создаваат потешкоти, елиминација на цигари. Да. Потоа како се хранат? Каков однос имаат кон храната? Неретко од брзото темпо на живење, а кај нив е такво, не стигнуваат урамнотежано да се хранат. Што се вели, јадат од нога. Да. Значи треба седнат да живеат во мигот. И тие се зодијачкиот знак на мигот. Значи ако јарецот е на трајноста, кај близнакот е на непостојаноста. Да. Се тече, се семенува. Пантареи. Значи филозофија на мигот. Не фаворизирам некоја постојаност или нешто што ќе биде вечно, бидејќи тешко е да биде вечното присутно кај било кој, а кај близнакот најмалку, туку го фаворизирам мигот на сегашност. Клучно е како се чувствам со сам себе. Но неретко имаат проблеми и ако возат велосипед. Значи, треба да возат, но треба да внимаваат. Зашо рацете знаат да им настрадаат. Ти исто така владеат со лактовите, да, со раменјата, со прстите. И сега ако некои падови се случат, може ти екстремитети да им настрадаат. Како кај овено треба да внимава на главата. Чи главниот аспект, како што бикот треба да внимава на вратот, тироидната жлезда, на метаболизмот, на грлото и така натака. Значи, сакам да кажам дека на близнакот му треба движење, планина, пешачење, уживање. Еве, на рибата ти треба море, океан, треба бранови, на секого му треба. На скорпијат ти треба езеро. На ракот му треба вода, му треба извор, му треба река или било што ги надополнува. Но близнакот мора да учи каде како да се опушта. И сега знаете има една музика Happiness Frequency. Да. Таа често им се препорачува на близнаците. Зашто гледате тие владеат со умот. Сега умот нели треба стимулација. Да. Ако живеат во обучава, страдаат. Ако живеат со партнер незадоволен, комплициран, имаат тешкоти. Ако живеат со родители каде што постојано им се наредува, им се наметна авторитет, не е тоа добро за нив. Затоа што они полека ја губат силата. Да. Затоа се вели надополнија силата, баре го виталитетот. Тој виталитет е добро да го бараат со креативност, со музика. И они ветрето многу им одговара. Значи ги
облагородува на некој начин. Бидејќи воздушен знак. Така е. Да. И во суштина, ако ги зборуваме и за љубовта, многу добра опција може да имаат со стрелец. Со стрелец. Да, затоа што се опозитно поставени. И стрелецот сака да патува, и тој сака да биде отворен, спортски насочен, близнаците се такви, со водолијата може да им биде интересно, прашање колку ќе биде постојано, но може да биде многу интересно. Сега рак и близнаци. Што мислите, како би успеале? Па воден знак, ракот и близнаци воздушен знак. Па сигурно би имало некоја конекција, бидејќи двете ме потсеќаат така на некоја мека енергија. Може, мислам дека би се согласувале, совпаднале. Би се надополнувале во некои сегменти, ама прашање е колку тоа би трајало. Затоа што ракот е премногу интимно ориентиран, кон домот, кон семејството, кон натрешноста, кон таа, би рекол, близина која треба да преовладува од сигурноста на домот. А близнакот не може да го задржиш во домот. Замислете го близнаци во професија, во 4 зида, затворен, заклучен и треба да ти пресметува бројки. Тој мора да троши енергијата, пред се таа ментална енергија. Затоа рековме, ако неговата енергија не оди кон некоја креативност, кон некоја цел, кон некое создавање, тогаш длабоко себе ги напнува, ги фрустрира. Да. Тогаш почнуваат психофизички да паѓаат. Затоа мора да си одреда цел. Но една цел до 2 цели, не 10 цели. Зашто на крај не можеш да стигнеш сите цели да ги оствариш. И на крај ќе се изгубат. Мултитаскингот, значи, може да представува некојаш и проблем за нив доколку претераат со тие активности во ова стресно време на информации и така натаму. Па така е, Боб Дилан бил исто така роден во знакот на близнаци. Тој бил голем гениј за пишување. Да. И поетски, и те музика создавал, компонирал. Значи, имаат талент. Талентот бара да се изрази. Талентот бара постојаност и работа. Проблемот што некогаш не работа толку многу колку што имаат таленти. Да. Но еве го Џоковиќ. Џоковиќ многу работел и имал талент. Но има таа гибкост. Гледате он како брзо размислува вештини, на крај стабилен ум. Иако он 2008 година имал една криза која веќе планирал да се откаже. Да. Че кај близнаци често доаѓаат некои моменти на криза. Да обстанам, да се откажам, да продолжам, ќе биде, да не биде. И сега се тие граници. Гледате кај близнато како е. Да. Дали е љубов, дали е партнерство, дали е работа, дали е сам себе, дали е странство, дали е било што. И животот ги создава дилемите. Дилемите им создаваат чувство на предаденост. Да. Или откажување. Или дека веќе нема да успеат. Не. Треба да верува дека ќе успеат. Треба да верува дека можат да постигнат. Треба да верува дека ќе се искачат. Значи пак каде зависи филозофијата? Во начинот на размислување. Популарна психологија, значи како зашто размислувам. Затоа јас и оваа книга им ја препорачувам. Мокте на умот, мокте на срцето. Па таа е книга која што е дефинитивно потребна, таа е клучна за близнаците. Да. Значи идеална каде што нема тука големи текстови, туку има мудри согледби, каде што треба да размислуваат низ форма на афирмација. Прво афирмација, второ визуализација. Да. Трето, фреквенција. Ако сега кој било знак влие фреквенцијата, таа најмногу влие кај воздушните зодиачки знаци. Знаете што е фреквенција? Да. Се поврзуваме енергетски. Со мојата професија, со сам себе, со другиот човек, на поле на партнерство. Значи, кај овие воздушни знаци многу е битно да изградат фреквенција, да создадат фреквенција. И знаете да ги налепуваат работите кои нив уште повеќе ги стимулираат. Нели, пријателство кај што сме слични сродни. Кај овие зодиачки знаци е многу битна сродноста. Не диаметрално различно се ста. Така. Да речеме еве една риба и еден овен, тие се многу различни у пристапот. Да. Овенот е храбар, динамичен, темпераментен, да сече, да оди напред, не му размислува. Рибата е ранлива. 2 збора да ја кажеш, може емоција да ја фатат. И се нели во различитост што правиме. Да, не совпаѓање. А додека кај овие близнаци, значи многу е битна сродноста, сличноста. Не некоја голема различитост. Е како што реков, бикот е тежок да зборува, а од другата страна близнаци, кои сакаат нонстоп да зборуваат. Така. И сега замислите детето близнаци, кој сака нонстоп да прашува љубопитно, а родителот би кој него не може да зборува толку, не сака многу да објаснува со еден збор, 2 збора. И детето ќе се напне, ќе се фрустрира, ќе рече: "Гледај, нонстоп го прашувам, а ми избегнува да ми одговори." Да. А не сваќа и детето од друга гледна точка, дека родителот е друг зодиачки знак, е позатворен, не сака премногу да ги изразува своите емоции или своите ставови. И обратно, кога би било. Треба и родителот да го свати детето близнак дека е љубопитно. Така е. Треба да разбере дека него му требаат информации, дека тоа
фактички живее да акумулира информации. Затоа се вели елоквенција, начин на говор, ерудиција, создавање знаење, богатство на мисли, богатство на информираност. Преку тоа, они ја создаваат суштината. Плюс учење странски јазици, Да. уште повеќе успеваат. Инаку, еве, државите, Америка е под знакот на близнаци, Да. Италија, исто така Точно. под знакот на близнаци. Да. Еве, вам Мелбурн, кој сака да оди, тој град интересен, под знакот на близнаци, може да биде. Но Да. Лондон е под близнаци. Да. Да, Лондон. Да, Велика гледате- Британија. Така, значи, сакам да кажам дека кај близнаците најголемата суштина Да. е како владеа со своите мисли, а како владее со своите мисли, така ќе владее со своите емоции. Кај ракот е многу битно како владеам со своите емоции, на основа на моите емоции ја ќе можам да ги креирам моите мисли. Значи, гледате различен пристап. Да, да. Е сега, од професиите кои би ги нагласиле, покрај што рековме, дека се многу добри во работа со деца, каде што има ерудиција, елоквенција, каде што има знаење, каде што има пренос, каде што има топлина, каде што има пристап, треба да се одлучуваат и за професии кај што има и техника. Точно. Некојаш и техничките области може да бидат интересни. Електричени, например, во Точно. знакот на близнаци. Да. Раката е битна. Значи, кај што превладува раката, тамо се. Нели рековме возачи. Екстремитетите, горниот дел на екстремитетите, рацете. на Рацете, брзината, прстите. телото. Да. Спортот е доста интересен, ете и кошарка може да играат. Но важно, таа моторика треба да се користи. Да, да. Да не бидат застоени, да не бидат пасивни, да не бидат онамо кај што некој ќе ги блокира. Ниту сами да се блокираат. Треба да имаат слобода на духот, слобода на мислата. Да. А овие непостојаниве близнаци, тие површните близнаци, тие се навистина проблематични. Со нив не можеме лесно да излеземе на крај. Тие многу, што се вели, и себично се поставуваат. Да, да. Знаат да ви се јават на телефон и да ви истрошат, бидејќи само наметнуваат своји желби и потреби. Да. Само постојано ги вртат истите прашања во круг и на крај тешко одлучуваат. А всушност и кај голем број на близнаци имаме проблем на одлучување. Да, да. Имаме способност за размислување, но проблем на одлучување. Што кога имате многу опции, вие не знаете за која да се фатите. Такви се и вагите. Одолиите се малку побрзи. Да. То речеме еден лав побрзо ќе одлучи, веќе кога знае што сака, он ќе се одлучи. А еден близнак помеѓу повеќе опции потешко одлучува. Така и во љубовта, така и во работата. Посебно во љубовта. Значи, не е едноставно близнакот да најде соодветен партнер. Но ако го најде, ако го препознае, знае трајно да го држи. Да. И тогаш тие да се надополнуваат. Значи, тогаш доаѓа онаа постојаност, стабилност и опстојаност. Така, професоре, ви благодарам за овие неисцрпни информации. За самиот крај само ќе прочитаме во кои држави и градови треба да престојуваат хороскопските знак близнаци. И исто така, драги гледачи, да напоменам дека во некои од наредните емисии ќе обрнеме внимание ќе ги повториме хороскопските знаци и околу нивната поврзаност со кристалите, како има еден дел во книгата од професорот Патот на кармата, таму има дел изводок кои хороскопски знаци со кои кристали. Еве овој тука што го носам горскиот, тој е универзален, одговара со сите хороскопски знаци. Меѓутоа кај близнаците може да препорачаме да ги користат ахатот, цитринот за ведрина расположение, тиркизот, флуоритот за ментална јасност и аквамаринот кој што помага кај нив во комуникацијата да се нагласи. И за крај само да прочитаме, значи, во кои држави и градови треба да предстојуваат. Вели вака, близнаци. Сад се најидеалниот представник на знакот близнаци. Најмногу поради нивната вештина во манипулацијата со другите земји, променливоста на националната структура, способноста за трговија, информатика и филмска индустрија. Ерменија, дел од земјите на Северна Африка, Белгија, Италија, Луксембург, Канада, Велс од државите и Лондон, Нирнберг, Сан Франциско, Детроит, Америка, Сиетл, Брисел, Мелбурн, Монтреал, Мец од градовите, се под доминација на знакот близнаци. Ви благодарам, драги гледачи, за вашето внимание. Имајте убава вечер. За крајот само стиснете лайк, сабскрајб и преплатете се на каналот и се гледаме кога ќе го обработуваме следниот знак. Ви благодарам многу за вашето внимание и до гледање.